добро утро и од мене. Господин Арнаудов, Хаки и Фейзи Азири, двајцата осудени за помагање во случајот Монструм, ќе се најдат на слобода доколку биде изгласан законот за амнестија кој го предлага Министерството за правда, односно владата, а за кој особено се залага министерот Кренар Лога. Овој закон ги раскара владините функционери. Неофицијално и пратеници од СДСМ не се согласуваат со овој закон и неофицијално доколку влезе во собраниска процедура нема да дадат поддршка за овој закон. А министерот Кренар Лога најавил дека ако не помине законот, дури дека ќе си поднесе оставка. Од друга страна, опозицијската ВМРО-ДПМН жестоко се противи на постапката и носењето на ваков закон, со оглед на тоа што се носи по скратена постапка, повторно се злоупотребуваат собраниските процедури и најавува дека ќе го блокира законот со бројни илјадници амандмани. Дали ќе се ослободат, дали затворските капии ќе се отворат за бројни осуденици или опозицијата ќе успее да ја спречи намерата на власта? Јас му препорачувам на потенцијалните злосторници, посебно овие двајца од Монструм, да не се радуваат прерано. Јас тврдам дека ВМРО-ДПМН како опозицијска партија ќе најде механизми правни во склад со уставот и законот и дека нема да се случи ова работа, ова очајничка работа на луѓе кои водат владата, луѓе кои се катастрофичари и нормално шом се катастрофичари носат катастрофа и за народот и апокалиптични состојби за државата. Вие гледате дека секој разумен човек се е згрозен од една ваква постапка, особено што се не поскратена постапка, туку се носи со брзина на светлината. А ова е политичка одлука која ги заобиколи сите останати релевантни фактори кои треба да дадат мислење, бидејќи ова не е само правна работа, ова е и социолошка, економска, има секакви последици од еден ваков потек на владата. Меѓутоа владата која морам да признам дека нели се сеќавате пред неколку дена портпаролот на СДСМ ни препорача дека ние во ВМРО-ДПМН се распаѓаме, така? Да. Се распаѓа Македонија, но очигледно сите честни граѓани во Република Македонија и благодарение не туку со заслуга на СДСМ. СДСМ во својата програма има задача да ја растури Македонија и да ја раземети македонскиот народ и овие се очајнички потези на квази политичари и мислам дека ВМРО-ДПМН е доволно снажна, единствена, обединета, со квалитетен капацитет во својот состав и во пратеничката група, и во сите структури на партијата и максимално ќе се заложи да го спречи овај немил настан што постојано му се надвиснува на граѓаните на Република Македонија. Јас ви тврдам дека можеби подобро е без никаква правда отколку селективна правда. Сега таму во затворите гнијат луѓе за обични кражби, а сега се носи закон и амнестија за луѓе кои направиле тешки злосторства, а и плюс тоа работат против Македонија, односно допринесува за распаѓање на Република Македонија и сега ние ќе ги наградиме ними со намалување или тотално ослободување од затворските казни, а фактички ќе сме дека ги наградуваме за предавство кон Република Македонија. Бојано, јас извинувам малку да интервенирам, но гледачите секогаш нели имаат предност. Веројатно се надоврзува на ова што го споменавте дека се носи со брзина на светлината, па гледач прашува зошто се брза? Па, видите, секоја работа која треба да помине на мала врата се брза. Треба да ги затекне луѓето тие што треба да, меѓутоа тие забораваат дека ВМРО-ДПМН има традиција, има често пати имала работа со вакви состојби и смирено со верба во себе, во своите вредности ќе го спречи, бидејќи ова не е прв пат. Ако се сеќавате и Владо Бучковски на времето имаше една ваква ситуација. Се случи во 2017-та пред локалните избори. Тука сакам да кажам една работа до граѓаните на Република Македонија. Оние дежурни моралисти, легалисти така наречени,
Се сеќавате како реагира и 2017 и 2006 Бучковски го беше и 2007 не знам кој. Значи жестоко се спротивставија што е ова што се прави, криминалците ќе шетат по улици, ова. Од друга страна сега заради една цел која е многу мрачна и погубна за Македонија, сега тие пак ги воспеват овие потези на владата затоа што со тие како да кажам пружени удобства и привилегии на одреден број на затвореници ќе постигне целта, односно да ја разнебитат Македонија. Според шпекулациите, законот за амнестија е дел од пакетот кој треба да обезбеди мнозинство за уставните измени. Едниот закон беше кривичниот законник, но се чини дека тука и се изјалови работата на власта, со оглед на тоа што шпекулациите беа дека за да може да се врати поранешниот премиер Никола Груевски и благодарение на него да се обезбеди потребниот број на пратеници, но тука влегоа Христијан Мицковски, Никола Груевски во преписка, па Мицковски се чини ги обелодени намерите на поранешниот премиер. Сега кривичниот законник во парламентот го бранеше заменичката на министерот за правда Кренар Лога. Тој воопшто не се појави во парламентот да каже пред пратениците зошто е потребата од правење измени на кривичниот законник. Наводно, Министерството за правда дало и негативно мислење за овој закон, но владата и покрај тоа решила да го игнорира негативното мислење и да го испрати до собранието и парламентот. Какви игри се играат и што се крие зад кулисите всушност? Апсолутно е јасно. На сите граѓани му е јасно што се случува таму. Тоа е она што вие го констатиравте во прашањето, дека треба да се обезбеди број на пратеници кои ќе го изгласат францускиот предлог во парламентот, што ќе значи крај за постојање на Македонија. И јас ви тврдам дека ВМРО ДПМН има доволно капацитет тоа да го спречи и морам да признам лидерската улога на господин Христијан Мицковски, нашиот председател, и неговото, иако уште е рано, државничко однесување во ние и граѓаните знаат, но во ВМРО ДПМН како голема политичка партија, симулација на државата за утре веројатно ќе ја преземе власта во Република Македонија, ние имаме други сознанија. Тие сознанија нас не зборуваат дека се брутално погубни за Република Македонија. Таа организација заедно со амнестијата е еден центар на моќ во кој членува многу, скоро сите земји од нашето соседство, некој директно со влада, а некои веројатно со некои подземни активности. Тоа го имат во политиката, тој што треба да знае. Има дел од земји членки на Европската Унија и за жал она што најмалку го очекуваме, го знаеме веќе неколку години, што се случува со некои поранешни членови и остатоци од партијата, кои максимално се впрегнеа за да заради своји како да кажам ослободување од вина, па стекнување на некои права кои не ги заслужуваат, се решија на еден ваков чекор. Јас често пати зборувам дека слободата е многу важна работа. Некој вика дека е најважна работа во животот. Меѓутоа, според мене, пред слободата има еден многу поважна особина човекова, тоа е честа. Доколку е трампиш честа за слобода, ти ќе останеш вечен заробеник и проклетството на совеста потоа ќе те гони цел живот. Тука нема ни адвокат, ни апелацијски суд, ни амнестија, ни аболиција. Ќе дојде време кога цело време тој е во робство кое сам себе си го доделил, а никогаш нема да се ослободи. Затоа на сите им препорачувам да ова работа да не ја прифаќаат, затоа што нема да помине, само ќе им остане срамот за нив и за семејствата. Кривичниот законник веќе помина во собраниска процедура, обвинителството вчера обвинителот Јовевски рече дека мора да се почитува законот таков каков што е донесен, иако се пожали дека ниту обвинителите, ниту па и судиите се пожалија дека не биле консултирани. Според мене тој е најголем виновник за сиве состојби во правосудство и јас мислам дека тој ќе одговара.
Јас еднаш овде во една ваша емисија исто да го кажав за овие што беа од обвинителството, специјалното обвинителство и се случи. Ќе се случи и со Јовески истото. И тоа што тој тога дозволи, а сега се прави пишма зашто ова се случило така, тоа е, како да кажем, едно покаяние негово, кое не е искрено, туку само служи за веројатно она што го очекува да има некоја позадина за да може да се сокрие за тоа и да побара дека постапил правилно со носењето на закон каде што тој не учествува. Туку тоа е политичка одлука. Знаете, извршната власт е многу голем залак. Кога имаш извршна власт, над тебе нема никој освен Господ. А ова власт претера. Таа мисли дека го надмине и Господ. Тоа е декадентен начин на управување и тоа многу скоро ќе се разнебити. И Христијан Мицкоски, да ви кажам искрено, ова не беше преписка на меѓу Христијан Мицкоски поранешниот Никола Груевски, туку ова беше одбрана и заштита прво на ВМРО ДПМН, која во вечна симбиоза, јас би рекол сраснати сме со Република Македонија, да се разнебити Македонија, ова ВМРО ДПМН како бедем кој чува и обезбедува Македонија и ќе ја сочува, и председателот Христијан Мицкоски како ние сме политичка партија од лидерски карактер, како персонификација на партијата, тој направи еден потек што никој досега не го направил. Прв сам влезе во да ги разоткрија. Другите лидери порано ќе ги пушеа вторите, третите ешелони, ќе почувствува атмосферата, а потоа настапува Христијан Кога Мицкоски. сме веќе кај случувањата во партијата, вие сте дел од ветераните на ВМРО ДПМН, споменав и во најавата во времето кога Љупчо Ѓоргиевски формираше нова партија, вие отидовте во пакет заедно со него и бевте дел од ВМРО Народна партија и потоа се вративте повторно во ВМРО ДПМН. Може ли на ВМРО ДПМН да му се случи таков потрес како во времето на Никола Груевски и Љупчо Ѓоргиевски со оглед на преписките што ги споменавме меѓу Мицковски и Груевски и дали оваа ситуација наликува како на таа тогаш? Јас ќе се повторам сега, воопшто не наликува на таа ситуација. Таа ситуација тогаш беше предизвикана од банални причини. Нека ми простат гледачите за еден таков израз. Во прашање беа суети, беше, како да кажам, доста жестока, меѓутоа некои правни или суштински последици по државата немаше. Таа беше исклучително меѓупартиска состав. Но тогаш имаше ситнење на членството. Сега, тука е големата разлика. Дали би можело да дојде до такво нешто? Тука е големата разлика. Јас ви тврдам дека никогаш нема да дојде до таква една ситуација на ситнење на членството, затоа што и членството е свесно, според овие податоци како партија што ги имаме, и справено е предизвикот да ја одбрани Македонија. Јас ви тврдам дека е тоа прашање. Исправено е има полна доверба во председателот на Христијан Мицкоски, особено имаме голема поддршка има од нас ветераните кои по дефолт ние сме биле со Христијан Мицкоски, затоа што ако не си бил од 1990 година до 1997, кога бил председател Љупчо Ѓоргиевски, не можеш да бидеш ветеран. Токму таа структура на партијата изразува огромна поддршка и доверба кон Христијан Мицкоски, затоа што ние го следиме Христијан Мицкоски, јас сум од првиот ден со него. Судбината што ни дојде на партија не ни е однапред од Господ предодредена. Таа е плод на работата на Христијан Мицкоски и на неговиот тим на соништата кои јас ве убедувам дека досега во Македонија во ниту една политичка структура не се појавил таков состав и вие ако се сеќавате од 20 души почнеме со под закана дека ќе бидеме избришени од регистарот на политички партии или со долгови од 10 милиони евра, ние се потполно стабилизирани. И таа работа на Христијан Мицкоски и неговиот тим и целото членство на партијата, кој е максимално обединето, максимално заедно настапува со иста цел,
не може ништо да го сруши и ќе биде Македонија, ве уверувам, спасена од овие апокалиптички состојби што партијата на СДСМ со своите коалицијски партнери од власта му го подготвува на Македонија, меѓутоа никогаш да не заборават дека столбот, бедемот на одбраната на Македонија е ВМРО ДПМН и тука секогаш ќе си ги удрат главите од ВМРО и ќе си искршат главите. Власта обвинуваше и тврдеше дека има раскол во ВМРО ДПМН. Од друга страна пак вчера се соочивме со една ситуација кога пратеник од Социјалдемократскиот сојуз Мартин Костовски излезе со една Facebook објава и напиша ајде да се обединиме, го повика членството на партијата да се обединат и да настапуваат заедно. Тоа пак ја отсликува состојбата во владеачката партија во Социјалдемократскиот сојуз, бројни коментари под неговиот статус, каде што пишуваше дека фотелите ги разделиле, бараат да се вратат поранешни членови во партијата, кои се тргнати на страна. Зборувам од коментари на членовите во Социјалдемократскиот сојуз, кои зборуваат дека власта ја води државата во погрешна насока, дека тендерите им се поважни од интересите на граѓаните, па и на членството. И сега тука доаѓаме до една ситуација дека раздор и неединство постои во владеачката СДСМ, во исто време ти обвинуваат за раскол во ВМРО ДПМН. Дали може би со тие обвинувања власта и Димитар Ковачевски сакаше да ги прикрие состојбите во својата партија, па и во владината коалиција? Јас прво сакам да им упатам еден апел на тие членови совесни на СДСМ. Ние често сме имале битки политички со СДСМ. Имало моменти кога биле слаби, имало моменти кога биле подобри, имало моменти кога не победувале. Меѓутоа сега ви тврдам, од заем навак, СДСМ не постои. Таа не е политичка партија. Таа нема лик, не знам дали ги гледате дека. И нормално е дека што нивните членови се загрижени за една таква состојба. Дека се распаѓаат тие, нормално е кога една политичка структура распаѓа државата, ќе се најдете разумни луѓе што ќе рече чекајте што го правите. И сега тие ќе се трне, не сакаат да учествуваат во распаѓањето на државата, бидејќи и тие допринеле максимално за оваа држава да се формира и да обстојува. И сега нормално расколот е таму. Оној момент, било која политичка партија, било која политичка снага во Република Македонија или во било која држава, трне против својата држава, да знаете дека таа политичка структура ќе ја снема. Јас ви тврдам дека после оваа победа сега, ние водиме 3:1 во однос на рейтинзите што ги имаме и од агенции спроведени блиски до СДСМ. И сега тие нас не викаат дека сме распаднати, а тие губе 3:1. Каква партија се тие кога од распадната партија 3:1 губе? Значи не постојат. И сега јас ги повикувам тие луѓе, има доста луѓе таму разумни. Зборувате за разочараното членство. За разочараното членство, нека се придружи, ова е историски момент, ова е последна шанса за Македонија. Ја не знам како граѓаните толку совест имат и го гледаат дека тоа каде не води. Политичките структури веројатно нивната вазалност према меѓународната заедница и најверојатно уплашени од она што заедно го правиле со ДУИ и другите структури во власта, ги носи во една политичка бездна и сега не знаат како да направат. И сите овие законникот, па и ова, како го викате, амнестијата, се еден очајнички потек во кој гледаат некој спас, ги наградуваат луѓето, после ова има, како да ви кажам, и многу лоша порака. Крадете, правите злосторства, со една амнестија и со една промена на кривичен законник ќе ве слободиме, го стимулират криминалот и што е најважно предавството и велепредавството на својата откон. Доаѓаме односно до поентата и до тоа што ни беше темата дека кривичниот законник и законот за амнестија опасност од ширење на криминалната инфекција. Да. Тука мислам дека треба да се одјавиме искрено. Јас ќе ви се заблагодарам за разговорот, а и нашата домаќинка. Да. Ви благодарам и вас.